Да си кажеме, добре дојавте почитувани гледачи. Денеска зборуваме за HR-от, односно човечките ресурси или човечки капитал во превод, кој во светот одамна не е само администрација, односно оддел за плати и договори, туку посебна дисциплина која вклучува менеджмент со луѓе, психологија, економија, организацијска култура и се повеќе аналитика и технологија. Во Македонија за жал се уште не е така, со исклучок на некои големи успешни компании кои го третираат HR-от или човечките ресурси така како што доликува и заслужува, и на тоа се должи веројатно и онаа разлика која ги прави компаниите помалку или повеќе успешни. На оваа тема, а секако и за пазарот на трудот во земјава, за кои профили се најдефицитарни и најбарани, за одливот на мозоци и за се што спаѓа под графата човечки капитал и човечки ресурси, во денешното издание зборувам со Дарко Петровски од Македонската асоциација за човечки ресурси и Дарко Велков од Агенција за посредување при вработување. Господа, добре дојавте во студиото на Телмо. Добро ве најдов. Како на почетокот би ја оцениле актуелната состојба кога станува збор за човечки капитал во земјава? Кусо само како ваше видување, па ќе навлеземе во темата. Еве јас ќе го кажам моето размислување на таа тема. Значи, прво кога зборуваме за човечки капитал, зборуваме, да речеме, за некоја бројка на луѓе со кои што земјата располага и за некои вештини кои што тие луѓе ги имаат. Од аспект на бројката, можам да кажам дека трендовите, за жал, не се позитивни, односно се негативни. Значи, демографијата во Македонија се намалува, значи стапката на раст се намалува, имаме негативна стапка на раст и од тој аспект реално прогнозите не се многу добри за иднината на човечкиот капитал во земјата. Дали во оваа смисла ерата на автоматизација, роботизација, на вештачка интелигенција е сојузник од страната на човечкиот капитал или дополнително ја заострува и ја влошува ситуацијата кога станува збор и за оваа демографска криза што веќе спомнавте? Па еве вака, моето размислување е дека вештачката интелигенција и технологијата генерално можеме да ја направиме сојузник, а може да ни стане и непријател, нели, во тоа. Тука многу зависи како ние ќе се поставиме кон тоа прашање и мислам дека токму тука можеме денеска да продискутираме малку. Така, Велков, на првото прашање како Македонија менаџира со човечкиот капитал, еве Петровски спомна дека имаме негативни трендови, односно она што е факт и што е познато, демографска криза, сега имаме и вештачка интелигенција, односно роботизација што се заканува генерално на повеќе сектори, не само во Македонија. За жал многу несмесно се однесуваме кон темава и генерално сите кои што сите ние сме виновни на некој начин, бидејќи ние сега зборевме за како сме човечки капитал, да, тоа е, ако ние сме една држава која треба да представува фирма и треба да одработи и да создаде нешто, ние не сме у тие подобрите фирми, што значи немаме компетенции кои што може да се движи фирмава. И сега тоа го збориме веќе колку? 40 години, 30 години. Значи, мене ми е криво што GDP-то од пред 35 години било поголемо него ли сега што имаме со цела оваа технологија и така натаму. Значи, со сите овие фирми што сега као треба да имаат извоз, што значи многу сме несмесни. Во моментов имаме промена на технологија, имаме промена на генерации и не сме спремни за тоа што следува, затоа што се појави огромни разлики помеѓу тие што се спремни и тие што не се спремни. Добро, има и исклучоци, има големи компании во Македонија кои HR-от му го даваат местото кое го заслужува, односно кое е неопходно за успешна компанија. Затоа реков кои што се премногу спремни и кои што не се спремни, има огромна дупка помеѓу. Сега во многу земји HR-от е призната и како посебна професија и наука. На универзитетите има цели програми за тоа, има магистерски, докторски, додипломски студии, сертификати. Големите компании прават обука, дури почнаа сега да се грижат и за well-being, односно добросостојбата и менталното здравје на своите вработени, со цел вработените да ги мотивира да се почувствуваат како дел од компанијата и да одат со задоволство на работа, да не им се враќаат нозете и да не гледаат само денот да заврши да си ја земат платата. Како е во Македонија кога станува збор за HR како гранка? Зошто ние не ја трансформираме како што тоа го прави развиениот или поцивилизираниот свет од нас?
Значи, не е дека тие процеси не ги следиме. И јас можам да кажам дека јас лично сите овие промени ги следам па некаде од можеби раните 2000-те години. И можам да кажам дека како гранка во ваков смисол или како професија во ваква смисла, HR-от на некаков начин кај нас дојде преку увоз. Пред се оние големи компании, странски компании кои што влегува на македонскиот пазар, на некаков начин ги донесува тие практики кои што ги има кај себе, ги пренесува овде. И главно можам да кажам дека тој развој полека и скромно го следеа македонските компании. Значи, Македонската асоциација за човечки ресурси е основана 2009 година. Од тогаш, значи, таа група на професионалци кои што се собраа да основаат една ваква асоциација која што треба да представува една заедница, да ги поврзе сите тие луѓе кои што професионално се занимаваат со оваа работа, во многу придонесе во целокупниот развој. Значи, веќе скоро 17 години работиме на Тоа е таа кога тема. станува збор за ниво на компании и HR, кога станува збор за стратегија на ниво на држава. Она што го споменав претходно дека во многу земји тоа е воспоставено на ниво на наука и пракса и се изучува и на универзитети. Зошто кај нас не е на ниво на научна дисциплина? Имаме ли некои системски пречки? Горан, еве вака ќе кажам ја, значи првично HR-от се изучува веројатно во воените кругови. Значи, оние организации кои што се занимавале со одбрана на земјата и посериозни стратегии, значи таму почнува HR-от првично да се развива. Потоа преоѓа во економијата. И да речем сите оние организации и компании се разбира државните управи, значи во тие земји. Кај нас, реков, некако по инерција доаѓа од увоз, односно првично оние компании кои што влегуваат на македонскиот пазар го носат овдека. Дали постои државна стратегија? Колку што мене ми е познато, постојат одредени документи и стратегии кои што се прават во однос на човечкиот капитал. Впрочем, програми за тоа, барем на државните универзитети, колку луѓе ќе се запишат за во која професија, нели, такви имаше порано Биро за развој на образование, исто така се занимава со тоа. Но, ако зборуваме од аспект на професија, колку да речеме ние професионалци имаме во таа област, значи тој тренд ако го следиме некаде од раните 2000-ти години па до денеска, тој број расте. И не само што таа бројка расте, се зголемуваат и можностите за обука или образование на таков вид на луѓе. Еве, се повеќе универзитети, значи веќе имаме еден универзитет кој што нуди програми во делот на додипломските студии. Има повеќе универзитети кои што нудат одредени програми во постдипломските студии. Има многу да речам академии кои што се во делот на неформалното образование и кои што работат на темата развој на овие професионалци или кадри кои што треба да се грижат за човечките ресурси во организациите. Добро, бидејќи еве велиме дека живееме во ера на вештачка интелигенција, автоматизација, роботизација, Дарко, вие велите несмасни сме во однос на темава и доцниме некако каскаме зад развиениот свет. Дали ова ера на автоматизација и вештачка интелигенција може да намали потребата од таленти во сите сфери? Роботот го менува човекот или напротив ја зголемува потребата од квалификуван кадар? Јас само ќе поврзам ова претходно, кога мислам несмасни, мислам дека сме можеле веројатно подобро. Збориме човечки капитал. Ние имаме на хартија стратегија која што реално ние не привлекуваме било каков капитал како другите држави кои тоа го прават пред 30, пред 40 години. Дали преку универзитети, дали преку на некој начин доаѓаат мозоци кај нив и они и тој капитал, освен својот, и тој го користат за некаква иднина. На тоа мислев ја највеќе, но во принцип нас, за да разбереме што се случува, нас најмногу реално целата оваа работа почна со интернетот, да речеме. Значи, кога
одеднаш имаме пристап до све, нема веќе печатени медиуми, сите можеме сегде да се уклучиме, да видиме и така натаму. Денеска конкуренција не се локалните фирми, него се странските компании. И практично локалните компании се борат со големите Samsung, со големите Coca-Cola и така натаму, значи каде што младите го гледаат тоа и гледаат многу подобри некакви можности и слично. И затоа имаме проблем на одлив кој што сака нешто подобро од ова што го има. Сега, во тој дел таа стратегија веројатно може да помогне. Околу дали ќе одиме во делот со роботикава или не, да, во некои професии сигурно ќе има замена и тоа пребрзо ќе се случи тоа. Јас за жал колку и да звучи сега ова тешко, ама ние наместо да речеме окей, треба да пливаме, ајде да научиме да пливаме, нели? Ние се уште збориме дека треба да пливаме. Затоа и сум малце и вака поостар, затоа што времето кога требаше да научиме да пливаме помина. Ние сега више мора да пливаме и до пола треба да сме стигнати. Значи треба некој да не собере и да не седне на маса и да речеме окей, идеме по оваа патека. Таму има брзаци, затоа што автоматизацијата тоа што ќе го направи сите оние луѓе кои што воопшто немаат никаква спремност. Млади генерации се спремни. Значи мене мојот собствен син ми рече вие не знаете што ве чека. Вика многу ми е жал за цели ваши генерации, вика ја тоа ти што го правиш, вика го правам за 50 пати побрзо од тебе. Добро, младите генерации се подготвени. Ајде да видиме тоа како изгледа во пракса, бидејќи раководите со агенција за посредување при вработување, што денес еден работодавач најмногу очекува од кандидатите кои пак бараат работа и дали тоа се совпаѓа со реалната понуда на пазарот? Па сега мислам дека продуктивноста е можеби најбитниот термин. Продуктивност, продуктивен вработен, кој што во принцип треба да се прилагоди на технологиите кои што доаѓаат. Така? Значи, ако имаме автоматизација за некој процес, он треба да е пак тука најпродуктивен. А ако нема, да речеме еве во кафаните, во угостителството се уште нема автоматизација, така, ама нема луѓе. Значи, тука можда треба да се прилагоди нешто, не знам, можда треба да се донесат. Јас сум видел и роботи кои што носат. Сум го видел тоа во Словенија, значи да кажеме. Но што е тоа што ќе ги смени работа? Во многу места, на многу производни процеси ќе видиме автоматизација и ќе видиме луѓе кои што ќе мора брзо да се прилагодат потоа на други работни места. Значи, не смееме да плачеме, него треба веднаш да се прилагодиме. Што и да се случува, истите тие работни места треба да бидат продуктивни во друга индустрија. Значи, треба некако да направиме систем кој што ќе ги однесе луѓето тамо безволно и да бидат спремни и за тоа што ги очекува. Ајде да цела таа генерација. Да, сакав да Петровски да прашам за постои ли во Македонија инструмент, односно систем што ќе им овозможи на македонските компании да ја мерат, ама да ја измерат како што треба ангажираноста на своите вработени? Постојат повеќе различни видови на истражувања, значи тоа се светски практики кои што се користат. И вакви практики се користат особено големите компании. Јас лично кога работев во една од најголемите компании во Македонија, ние неколку пати, значи да речем отприлика на 2 години, ние правевме истражувања кај нашите вработени за тоа да видиме колку се ангажирани на работното место. Што е она што им се допаѓа, што е она што ги прави мотивирани, што е она што ги демотивира и кои се елементите кои што ние треба на некаков начин како работодавач да ги промениме за тие да бидат што е можно помотивирани, а со самото тоа и попродуктивни. Значи тоа што Велко го спомена, продуктивноста е тоа нешто што е клучно за работодавачот. Во таа насока прочитав некој податок, вие ќе ми кажете дали е точен. Според некои истражувања и тоа на светско ниво, не за Македонија, само 15% од вкупниот број вработени се навистина ангажирани, односно го даваат својот максимум на работното место. Дали овој процент вистински, ако е вистински, е премал и што прават компаниите во Македонија да мотивираат поголем број од своите вработени да бидат поангажирани на работното место? Често пати луѓе седат зад тастатурата и праќаат мејлови или прават нешто сосема друго за да изгледаат ангажирани и дека нешто се работи, меѓутоа немаат вистинска продуктивност, бидејќи сега зборуваме за продуктивност. Генерално приказката или прашањето е на тој јас помеѓу мотивираноста на вработените и реалната продуктивност која што ја даваат. Така. Како се мери? Кој е системот? Кој е инструментот? Кој е тоа истражување? Например, еве компанија со 100 вработени. Кој е моделот? Има ли методологија?
како треба да истражи колку од вработените во фирмата се навистина мотивирани, го даваат својот максимум, или имаат голем дел од нив имаат празни чекори и се преплатени или недоволно платени, или како да го одредат тој баланс на вистинска мотивација и вистинска продуктивност на работното место? Има повеќе методологии и сите тие методологии се применуваат или компаниите ги применуваат зависно од условите и што е она што сакаат да го разберат. Значи има годишни истражувања кои што се прават. Тоа е нешто за што зборував јас предходно. Значи на годишно ниво едноставно се прави истражување едно да се види колку вработените се ангажирани, односно тука влегува и мотивацијата, тука влегува и продуктивноста, тука влегуваат работните услови, што е она што на вработените им пречи или им се допаѓа во самата компанија. Но постојат и многу брзи и кратки истражувања, каде што може да се значи да се измерат на кратки стази одредени елементи. И тоа компаниите исто така го користат. Значи тие кратки истражувања кои што ги прават им даваат брзи резултати за да можат брзо да преземат одредени мерки. Во денешно време има и одредени софтвери кои што го прават тоа со помош на вештачка интелигенција. Јас работев со една компанија македонска која што имаше идеја да направи еден таков вид на софтвер за истражување во компаниите, каде што ќе може брзи истражувања да се направат во краток временски период и да се добијат оние информации, податоци, врз основа на кои, значи со анализа на тие податоци, ќе може да се донесат соодветни стратегии. Би додал само ново уште малце, значи има и внатрешни и надворешни истражувања, можда само да го појаснам овој дел. И меѓудржавни по иста методологија се прават за се види и на државно ниво, значи државите кај се наоѓаат и тоа е од 1 до 10 така е. Ние пред неколку години бевме на 3,3. Зборувате на вработените во администрација или зашто? Не, цела држава и приватен и јавен сектор. Ние пред неколку години бевме 3,3, само Косово беше под нас, останативе беа тука негде близко до однос на продуктивност. Внатрешната продуктивност, секој менаџер единствено може со алатка за внатрешно задоволство на вработени, која што, например, во мојата фирма го имаме тоа и го даваме као продукт, но генерално, дигитално, луѓето имаат само евалуација. И многу често се доста реални, бидејќи има потпрашања со кои што они и критикуваат, и напаѓаат, и тука една од темите и продуктивноста. Така да, може, ако некој сака, може многу лесно да ја измери. Луѓето се прави од коректор внатрешно, се прави од коректор на газдите, да речеме, и ако не ги слушаш, тогаш имаш проблем. Ти како сопствен или како директор или како HR менеджер, ја мислам дека тоа треба да е двострана улица, нели, и едни и други да се слушаат. Велков, бидејќи посредувате при вработување, кој е од една страна на работодавачот најважниот фактор кога бара нови вработени, дали е тоа дипломата или вештините, знаењето во ова сега денешно време, а од друга страна кој е главниот фактор кај луѓето кои бараат работа? Дали е платата пресудна во денешно време? Да, апсолутно, после оваа инфлација платата се уште е на прво. Мислам, не беше, па се врати на прво место. Но ако гледаме што е пресудно сега за двете страни, сопствениците веќе не бараат диплома, него бараат што викаме ние филјан човек да е, и да биде некој кој што навистина нема да биде конфликтен, кој што ќе биде коректен, лојален кон компанијата и така натаму, а обратно бараат некој да ги почитува и да ги цени. Значи веќе се научија и другата страна дека одредени директори се однесуваат како тирани, знаеш, но и тоа помина. Подобрите брендови веќе мислам дека ги избалансираа своите менеџерски тимови, веќе се навистина сериозни. Во средина имаме голема дупка. Малите еден-двајца се, тоа се мали компании, многу лесно комуницираат и таму тимската работа е супер. Во средниот дел мислам дека се уште кај што нема човечки ресурси, кај што над 20 луѓе више, тука се појавуваат правите проблемчиња на луѓе, бидејќи да знаете, не секој сопственик знае да биде менаџер. И тука настанува проблемот. Значи он мисли дека треба да вика затоа што тоа покажува памет ли, што е, не знам. Сакам да кажам дека по пат многу луѓе што почнале бизнис, научиле, вработените ги научиле како да се однесуваат. Некои не научиле и не им успеала фирмата. Ја спомнавте инфлацијата не беше само наш локален проблем, беше глобална криза, меѓутоа прочитав дека во светот 80% дури од
сите луѓе кои бараат работа или кои се ново ангажирани, главен фактор и мотив не име висината на платата, туку балансот помеѓу приватниот живот и работата, односно условите за работа на работното место. Ние веројатно сме далеку од тој тренд и се разликуваме и по ова. Зошто, Петровски? Токму тука сакав и јас да се надоврзам, имено ово што колегата Велков го зборуваше, се однесува на одредени трендови кои што во моментот се случуваат и кај нас, меѓу другото, значи се глобални трендови и кај нас. Тука посебно сакам да ја истакнам генерацијската разлика. Значи, ние сме во моментот во состојба во која што на пазарот на трудот се повеќе надоаѓа најмладата или најнова генерација Z, како што преска Велков го спомена неговиот син, јас исто така можам да ја споменам мојата ќерка кои што се веќе во таа генерација кога надоаѓаат на пазарот на трудот и нивните погледи се многу поинакви од оние на претходните генерации, генерација Y или претходната генерација X од која што јас доаѓам, да речеме. И во таа генерацијска промена се менуваат и условите на пазарот на трудот. И тука во многу самите компании, самите организации мора да се прилагодуваат. Но една од клучните работи, Велков ја спомена, а тоа е проблемот на недостаток на компетенции токму кај оној среден менеджмент, кој што се наоѓа помеѓу спроведувањето на стратегиите од страна на компанијата, значи од врвниот менеджмент, и пренесување на таа стратегија кон вработените и обратно повратната врска до врвниот менеджмент за тоа што реално на вработените им е потребно во самите услови. Инфлацијата ја споменавте, да, инфлацијата игра улога, но како што рековте вие, платата е многу важен елемент, особено би рекол кај нас, многу често се случува да имаме промена од еден работодавач кон друг работодавач заради некоја мала сума на пари, но вработените се повеќе гледаат на други услови во самата организација, односно каков е третманот кон нив, каква е почита, дали постои доверба кај работодавачот во однос на вработените, какви се условите за работа, колку работодавачот се грижи за нивната добросостојба, каде се семејните политики на работодавачот кон вработените. Флексибилност во работно време. Флексибилноста е се позначајна, да, особено кај младата. И кај младата генерација едноставно е тоа. Добро, бидејќи сте луѓе, се луѓе појави во истражувањето сега што го правевме работодавачна година и у првите неколку е флексибилност на работно време, посебно кога оваа генерација Дарко што спомна. Значи, они се во состојба и да не одат на работа ако не им даеш слобода, што е така, во однос на, бидејќи сте двајцата луѓе кои ги следите трендовите на ова поле, имате ли јасни индикатори, односно јасни бројки за одливот на мозоци? Ние често зборуваме Македонија е во демографска криза и тука статистиката е неумолива навистина, гледаме како се помалку родени на сметка на починати, но каква е работата кога станува збор за одлив на мозоци? Постојано слушаме дека некој се заминал од Македонија, но води ли државата точна евиденција? Знам, например, дека во медицината, лекарската комора има евиденција колку лекари заминале од земјава во текот на една година. Имате ли вие вака посериозни, поточни податоци, например, за одливот на мозоци во 2024? И од кои струки најмногу си заминале луѓе? Јас лично немам конкретни податоци за тоа да видиме колку луѓе, од која професија, на која возраст. Нема од каде да ги обезбедите тие податоци или вие не сте побарали? Видете, јас реално веројатно не сум имал предизвик сега во моментов за да ги побарам. Можеби такви податоци има, можеби и не е баш во интерес на државата да се видат тие податоци, затоа што тие податоци реално може да бидат поразителни за политиките на државата. Затоа прашав дали како држава имаме таква евиденција или ви имате проблем да дојдете до податоците или не сте истражили? Веројатно за статистика може да има, но јас на пример мислам дека треба да е транспарентно. Затоа што ако не ја знаеме дијагнозата, нема да знаеме што терапија. Добро, значи точна бројка немаме. Еве вака кој е вашиот впечаток дека во која индустрија најмногу губиме кадри? Па дефинитивно, еве медицината е една од топ 3, да речеме, што губиме кадри, кои се неповратни. За жал тие можат само таму да работат и тука ако немаат работа, ни мора да бараат опција, така. И тоа е факт. Условите во нашите болници, освен во некои приватни, не се на завидно ниво. Сите сакаат веќе подобри услови, гледаат што викаме на телевизија или интернет,
Понатака имаме инженерскиот кадар е многу по мене редуциран. Градежната индустрија ќе биде во очена состојба во многу скоро време. Рударската индустрија ќе биде многу очена состојба во скоро време, зашто новиве генерации не сакаат да го работат тоа. Не е само што имаме одлив, него имаме генерации што не ќе да го работат тоа. Никој не ќе веќе физичка работа да работи. Дали во таа смисла е решение преквалификации и обуки и колку како држава вложуваме во преквалификации во обуки или како компании? Имаме ли на крајот начин да ја измериме исплатливоста на тие обуки во исплатливоста на една компанија ако инвестира во обуки? Може ли само пред да каже Даре, мислам дека во моментот фалат на пазарот на трудот негде околу 40.000 луѓе отприлика. Во сите сектори? Во сите сектори. Сега се обидувам да одговорам на прашањето. Тоа е некоја бројка што отприлика фали за да функционира индустријата како што треба. Не зборам за јавен сектор, бидејќи немам знаење таму, ама во приватен сектор мислам дека волку ни фала за да стварно тргнеме. Тоа што мене ме загрижува најмногу е не само одливот. Одливот е секако проблематичен, особено во овакви демографски услови во кои што се наоѓа земјата, но проблемот на одлив на топ таленти. Јас веќе со години, значи некаде од 2016 година, направив една програма токму за развој на, односно рано препознавање и развој на така наречени топ бизнис таленти. И преку оваа програма ние овозможивме на компаниите можност да рано ги, значи со онаа методологија која што ние имаме, рано да ги идентификуваме тие топ бизнис таленти и уште во текот на нивното школување, особено во текот на универзитетското образование кое што го стекнуваат, да ги развиеме дополнително во однос на нивните деловни и во однос на нивните меки вештини или вештини на однесување, за по завршувањето на образованието да можат брзо да се вклопат во процесот на работа, и тоа што се покажува кај таквите топ таленти е дека тие многу брзо имаат една брза растечка кариера во самите организации. За 3 до 5 години стануваат и клучни кадри во самата организација и се наоѓаат на менаџерски вештини. И сега што се случува? Токму тие луѓе заминуваат од државата. А тие се оние кои што се носители на растот и од друга страна се магнет за сите останати. Значи доколку тие останат во нашата држава и привредуваат, значи им се обезбедат услови во кои што тие ќе работат тука. Тука лежи развојот, идниот развој на компаниите, идниот развој на нашето општество. Добро, Велков спомна неколку индустрии кои ќе се соочат со сериозна криза или веќе се соочуваат. Во таа смисла, колку образовниот систем е прилагоден на потребите на пазарот на труд? Бидејќи тука мора да има синхронизираност она што се бара на пазарот, да се квалификува и да се изучува во училиштата уште од најмала возраст. Колку сме ние во таа смисла синхронизирани? Еден од евидентираните, би рекол, јазови во претходните години, јас долго време сум во тој свет на бизнисот, е токму недоволната комуникација, би рекол, помеѓу приватниот сектор, односно компаниите, и она што образовниот сектор треба да го обезбеди од аспект на бројка на луѓе и од аспект на компетенции или квалификации за компаниите кои што имаат потреба од тој кадар. Тоа што можам да го кажам е дека во последно време се повеќе таа комуникација се подобрува. Не ми одговарате прецизно. Колку македонскиот образовен систем е прилагоден на потребите на пазарот на труд? Јас сега се обидувам тоа да кажам. Значи, тој диалог се подобрува и врз основа на тоа образовните институции се обидуваат да ги прилагодат собствените програми во согласно со барањата на Но додека ние се прилагодиме на сегашната состојба, ќе дојдат некои нови трендови. Тоа што го кажувате сега и Велков преска го кажа, значи прашањето е во тоа колку брзо ние го правиме тоа, односно сопливањето, значи дали сме Вие како асоциација за човечки ресурси сте задоволни од темпото како сме прилагодени? Имате средби со надлежните од Министерството за образование, со Бирото за развој на образованието?
какви човечки ресурси создаваме за идните генерации? Значи, ние како асоциација, нашиот фокус е повеќе развојот на луѓето кои што работат со човечките ресурси, значи професионалците кои што се менаџери за човечки ресурси, специјалисти за човечки ресурси и како тие да стекнат собствени вештини преку кои што ќе можат да ги менаџираат луѓето во рамките на својата компанија. Ние немаме таква изложеност се уште, иако се обидуваме со години веќе да воспоставиме одредени релации со надлежни министерства, да речеме како што е Министерството за администрација, за јавна администрација, Министерството за образование, Министерството за... Бидејќи спомнавте истражување на тема таленти и спомнавте дека сте насочени и како асоциација на ниво на обука на луѓето кои се одговорни за човечки ресурси, како да го менаџираат тоа во рамките на собствената компанија, па би ве прашал во таа насока, што HR одделите на големите светски компании прават за да ги задржат талентите во рамките на своите редови? Што би можеле и ние тука, големите компании во Македонија, да адаптираат од светските искуства, како би ги задржале оние работници кои им се навистина битни во рамки на нивните компании? Така е. Прашањето е прво како да ги привлечат и тука пред се сите оние програми како што се и тоа што е она што ние да речеме им го нудиме на работодавачите за привлекување и задржување на топ талентите е во делот на стипендирање и перманентна континуирана поддршка на топ талентите во организациите. Но стипендирањето дефинитивно е една од мерките кои што може. Практикантската работа исто така и тоа е нешто што реално, ако се вратам назад во последниве 15 на години, навистина има напреднато доста во нашава земја, значи кај нашите компании. Умеат компаниите во Македонија да ја препознаат исплатливоста за инвестирање во собствениот кадар? Тие што умеат... Во она што го рековте, стипендирање, пракса, обуки, преквалификации, дообуки. Но не се исплати ли тоа на долг рок? Тие што умеат, тоа го прават. И тоа што го прават дава резултати. Ние минатата година направивме едно истражување, односно еден вид на хакатон, кој што беше за човечки капитал, па затоа го нарековме хукатон. Идејата беше да видиме што компаниите кои што се успешни навистина прават како реални практики да меѓу другото и да го задржат човечкиот капитал во рамките на нивните компании и дојдовме до една бројка од 88 различни практики за менеджмент со луѓе, кои што компаниите буквално можат од таа публикација која што издадовме, едноставно го преземат и да го пресликаат кај себе. Нешто што ги прави компаниите различни едни од други по успешноста во однос на менаџирање на човечки ресурси. Може ли да наброите нешто, некој од тие 88? Што прават успешните компании, а што прават помалку успешни? Апсолутно, еве во делот на привлекување на капитал, значи на човечки капитал, односно таленти пред се, тука се, да речеме, сајмите за кариера и такви се повеќе има. Тука се стипендирањата, тука се практикантската работа. Тука се работа на одредени предизвици или челенџи, значи кои што ги организираат за да предизвикаат интерес кај младите луѓе за да се приклучат кај нив. Во делот на задржувањето, исто така, не е само платата во прашање. Туку, какви се работните услови, какви се признанијата кои што им се даваат на вработените, за тие да се почувствуваат вредни и да имаат интерес да продолжат да работат и да творат во рамките на нивната организација. Значи има низа сиесет на такви мерки кои што компаниите навистина и стварно ги пременуваат кај нас. Значи не но тоа ги прави различни оние што се успешни и оние кои што се уште не ни почнале, не ни влегле да го ја мислам дека Горан не прашува вака затоа што како страна човек кој што гледа имаш некоја перцепција со дали ти чувствуваш дека нешто се случува? Може извини што ќе те прашам. Твоето чувство кое е? Дали ти чувствуваш дека има некоја промена? На ниво на држава? На ниво на компании, држава или слично. Ќе ти кажам и зошто те прашувам. Па јас оно што го прашувам веројатно доволно кажува за мојата перцепција. Значи не доволно чувствуваш, дека е некако бавно се случува со чест на исклучоци, како што велам само дел од големите компании доволно се грижат за работите во тој сектор. Знаеш како можеш да разбереш, ние сме една асоциација која приватно се собрале луѓе и таа бројка е огромна зголемана од самите почетоци, волонтери кои што сакаат да направат нешто. Од друга страна ти
веројатно не гледаш како луѓе кои мора, имаме обврска да направиме. Ние колку и да се трудиме, еве, например, конкретно има промена билингвалното образование во средно, тука има разлика, стварно. Значи, во техничките школи се појави нешто што стварно ги спрема луѓето, односно, се извинам, учениците на малку подруг начин. Но разликата е во стратешки сериозни потези. Можеме да набројам пример, турската медицина, која што сега е моментално многу позната, и градежен сектор. Во времето на Кемал Ататурк било донесена одлука да се однесат многу луѓе надвор од странство да учат, во странство, во Америка, во Германија и така натаму, и тие се вратиле назад и сега во моментов целата индустрија експлодира. Значи, тоа е стратегија која што се гледа разлика. Значи, ние колку и да сакаме да пробаме, некој друг треба исто така да не побутне маца за да го направиме заедно. Исто во градежната, значи најдобрите инженери биле пратени во странство со некакви стипендии, што вика Дарко, се вратиле назад, истите тие се сега најдобрите инженери и надвор од Турција. Добро, имајќи пред се ова што го зборувавме до сега, во перспектива од 5 до 10 години, што ќе биде главната потреба на компаниите? Дали тоа ќе биде луѓето како ресурс или машините и технологијата? Какви се вашите гледања во однос? Мислам дека ни едно ни друго ќе биде добивката на компаниите. Значи, според добивката на компаниите, така ќе се гледа дали автоматизација, дали човечки капитал, затоа што ако добивката е цел, прашав кои ќе бидат главните средства кои ќе им требаат на компаниите, дали човечките? Тоа се обидам да го кажам, зависи од индустријата и според тоа и така ќе се штелуваат внатре во компаниите. Значи, ако треба човечки капитал, ќе инвестираат во човечки, бидејќи мора да се прилага. Најбитно е бродот да опстане, ако опстане бродот, ќе опстане и државата, знаете. Кои се вашите предвидувања за тоа, велам? Ќе недостигаат повеќе луѓе или ќе недостигаат технологии и машини? Мислам дека не доволно инвестираме во технологии, а луѓето секако ќе фалат, бидејќи се уште ние мислиме дека немаме луѓе, ќе видите до година што ќе биде. Значи, до година ќе имам случајно многу луѓе од странство кои што ќе работат по различни индустрии. Зашто? Затоа што не сме доволно продуктивни. Значи, ние треба да работиме од 1 до 10, 9 да биде. Ние сме тројка. Капиталот, односно бизнисот, ако не може да пронајде некој кој што работи 9, во Македонија ќе го побара во странство. И тоа ќе се случи. И веројатно потоа доаѓаат па други проблеми кои што се на малку подруго ниво, нели? Демографија и така натаму, сето тоа ќе се промени и тука веќе ќе збориме за потешки теми. Ние треба веднаш оваа година се свестиме дека продуктивноста мора подитно да ја подобриме. Добро, велите дека вие сте невладина организација, граѓанско здружение, група волонтери кои се собрала да направи нешто во струката, меѓутоа еве кога би ви дале одврзани раце или кога креаторите на политика би ве послушале, кои би биле конкретните мерки што вие како асоциација ги предложиле за да ги средиме работите најбрзо и најефикасно како што може, да ја зголемиме продуктивноста, реално како држава да се грижиме за човечкиот капитал онака како што треба. Значи многу пари се потребни. Извини, Дарвиш, ова само многу пари се потребни да се сипат во една инка и да се дадат на проекти кои што ќе ги врзат луѓето. Збориме за сериозни технолошки проекти. За да ги оставиш младите умови од финки или сериозни некои кадри кои што планираме да бидат тука, им даваш проекти во стотици илјади евра. Значи безмилосно да биде роботика, што и да не треба потоа ништо да им викаш на нив. Они самите ќе сакаат да останат затоа што ќе работи нешто значајно. И по мене треба стотици милиони евра да се инвестираат во ваков тип на мегаломански проекти во кои што сите млади ќе бидат опфатени и да светот да чуе за тоа. Освен пари, кои системски мерки би ги спровеле? Тоа сакав да кажам, ако смеам јас да додам, покрај парите веројатно и умот е потребен во целата работа. Значи, секако креаторите на политиките во една држава се многу битни и тука е апелот практички до сите оние кои што работат на креирањето на стратегиите. Тоа што веројатно е првично е да видиме која е нашата визија, каде ние сакаме да се позиционираме како земја, како општество. Значи, зборуваме за регионот, зборуваме за Европа, зборуваме за оној поширок глобален контекст кој што го имаме. Значи, каде сакаме да одиме. Втората работа е како да стигнеме тамо, нели? И сега, апропо тие прашања, како да стигнеме тамо, значи имаме варијанти кои што се однесуваат прво на самиот систем на образование. Значи, како ќе го поставиме тоа образование? Еве, јас пред 2 недели, отприлика или 3 недели, бев во Естонија. И ќе ви кажам како Естонија од 4-то место на PISA
тестирањето кое што е светско тестирање, нели, за познавањата во математиката и STEM, да речеме, областите, од 4-то место стигнала на 1-во место. Едноставно тоа е една цела стратегија која што Естонија ја преземала и 1-во место во Европа, зборувам, иначе 4-то место во свет, но ги надминале финците, а финскиот систем на образование важеше за еден од најдобрите. Добро, ете, со луѓето од Балтики, со скандинавците можеби не можеме да се мериме. Велков спомна една споредба со продуктивност, со нивото на продуктивност. Веројатно сме подобри само од луѓето од Косово, така рече, од Па и косовците. веќе и тоа се прашувам дали сме искали. Сега кога станува збор за ова регионално уште и мораме да завршуваме, ќе ја довршите мислата со препораките, како стоиме како третман на човечки капитал, човечки ресурси во однос на околните земји од регионот? Не по продуктивност, не по образовни политики, туку генерално како однос на општеството кон човечките ресурси. Па јас би рекол тоа се гледа и евидентно е, значи по резултатите кои што ние нашата економија ги постигнува, кои што се меѓу последните во целиот регион. Тоа се гледа и од одливот кој што ни се случува и тоа токму на оние топ таленти, односно млади, нај перспективни кадри кои што ги имаме кај нас. Значи не е добро. Не е добро. И тука имаме многу простор да напредуваме. Ние како асоциација, значи се обидуваме да работиме со сите оние луѓе кои што се професионалци во самите организации и тоа го правиме на многу начини. Значи од имаме 2 пати годишно, речеме, билтен некој во кој што изнесуваме одредени пракси, односно самите луѓе споделуваат одредени практики кои што ги прават. Имаме месечни настани кои што се HR кафе. Еве сега управо оваа недела практички четврток и петок имаме годишната конференција на Македонската асоциација за човечки ресурси, 17-та поред, значи не прекинавме откако сме формирани, дури во времето на корона, на која што имаме голем број на говорници, доаѓа, значи околу 15 на 20 говорници од странство кои што сакаат и ќе ги споделат своите искуства со нашите професионалци. И тоа е начинот на кој што ние како асоциација можеме да делуваме и да им помогнеме на оние луѓе кои што работат во делот во областа менаџирање со луѓе. Морам да завршуваме. Мораме да можеме... Не, мораме да ви јавиме емисијата. Ако е една реченица само. Една реченица, значи треба да се дозволи да може да влезат во системот за работа младите од 15-16 години малку полесно и да нема толку инспекциите да бидат по-добри, затоа што младите колку и да конкурираат не може да дојдат до нас, до компаниите. Само еден апел да се направи системски некаква промена која што ќе им дозволи да влезат во компаниите и тука добар дел ќе останат затоа што ќе бидат прифатени. Они се одбивани најчесто и затоа и еве ме праша што би направил, јас би го направил ова веднаш. Во Финска спомнавме, тоа е веќе нормално, бидејќи работам за финска компанија и знам што се случува. 15-16 години децата треба да работат, да редат во маркети, да помагаат за колички, да стварат релации по тоа, имаат некои луѓе што ќе ги водат, да ги интегрираме во системот. Велков Петровски, ви благодарам многу за гостувањето во денешната емисија. Ви благодарам и јас. Фала на поканата. Почитувани, тука е крајот на ова денешно издание на Да си кажеме. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.